конструктивност да покажете. Дајте да повлечеме една оставка на оваа влада и одлична конструктивност ке има за македонскиот народ. Имавте сиромашен говор, многу сиромашен говор во кој изостануваа факти зошто кандидатот за министер е квалитетен. Ни најмалку во говорот не се обврзавте за тоа. Во меѓувреме, додека колешката ви дофрла, јас се прашувам и сакам вас да ве прашам, зошто многу малку зборувате за Ристо Пенов? Се срамите? Не сакате да лажете? Зошто имате говор за постоечки кандидат, а не зборувате за истиот? Туку зборувате за општината од која доаѓате. Убаво е да зборувате и да мислите локално, но овде треба да делуваме глобално, бидејќи сме пратеници на сите граѓани во Република Македонија. Јас сега да ви кажам, сите градоначалници одлично работат. Сите. Посебно, ако сакате, бидејќи вие локално зборувавте, дозволете и јас локално да ви кажам. Значи, ако можат проекти да се реализираат во општина Кисела Вода, од типот на асфалтирање на улици во цела една населба, во населбата Пржино, голем дел на улиците кои се во населба Драчево, исто така се асфалтирани. Се изградија повеќе од 7 нови паркинзи, се започнува со градба на затворени пазари и сето тоа ни кажува дека градоначалниците квалитетно си ја вршат својата работа, само тоа вие не сакате да го признаете и не сакате да го видите. Но, на крајот, бидејќи одлично дофрлате, сакам да ви кажам дека вашиот говор, како заклучок, морам да кажам дека изгледаше многу како говорот на Драган Крајовски, вашиот колега од СДСМ, од Битола, кој имаше многу конструктивен говор и мислам дека е лидер во квалитетно фалење на премиерот, за кој се смее цела Македонија на нискоста која ја правите. И морам да забележам, на сиромашниот и неквалитетен говор кој го имавте, подпредседателот на собранието требаше да реагира и да ве прекинува, а не да ги прекинува само колегите од опозицијата, а на позицијата да се молчи. Ви благодарам. Контрреплика